Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Општина Тетово побара Министерството за образование да им ги врати надлежностите за гимназијата за да ги средат проблемите. Советниците на ДУИ обвинуваат дека општина Тетово пушти булевар без добиена согласност од полицијата. Вонредна седница на Советот на Тетово за измени во буџетот за да има средства за плати во основните училишта. Нова најава од владата дека ќе се прави обиколница околу Тетово. Општина Битола до Агенцијата за храна и ветеринарство ја испрати на одобрување потребната документација за почнување со работа на прифатилиште за бездомни и нерегистрирани куќиња. Уште еден доказ дека Бугарија вршеше невиден притисок на последниот попис во Албанија. Македонското друштво Илинден Тирана ја поздрави истрагата на новинарите на Топ Ченел. Се промовираше едукативна сликовница со дигитални задачи Наде и Нено учат за животните од авторката Сонја Трифуновска. Стигна обдукциските наоди за Вања и Панче. Јавното обвинителство одбива да ги објави јавно. А емисијата ќе започнеме со една куса вест. Кога веќе градоначалникот не обезбеди да биде Тетово накитено и да има традиционален новогодишен огномет, полицијата спречи и индивидуални прослави на новата година. СВР Тетово информира дека полицајците привеле 2 лица на плоштадот кај кои нашле и одзеле над 2500 парчиња пиротехнички средства. Полицајците исто така лишија од слобода 54 годишен тетовец затоа што кај него биле пронајдени и одземени над 3010 парчиња разновидни пиротехнички средства, најмногу петарди. Тој беше задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Каљино девојче, виши, виши црни очи. Каљино девојче, виши, виши црни очи. На високо, на широко, среде куќа ќоше илија. На високо, на широко, среде куќа ќоше илија. Кај што турци кафе пија, Арнаути баш ракија. Кај што турци кафе пија, Арнаути баш ракија. Арнаути баш ракија, а Ергени руино вино. Арнаути баш ракија, а Ергени руино вино. Само едно лудо младо, ниту јаде, ниту пие, само каља
naše selo, areno selo, hajde kaljo da begame, naše selo, areno selo, po tri strani sonce gre, od četvrta mesečina, dva pati se žetva žne, tri pati se grozije bere. Македонија. Македонија. Македонското друштво Илинден од Тирана ја поздравува ангажираноста на новинарите на емисијата Fix Fare на телевизијата Top Channel за истражувачката сторија во која се потврдува како за пари се издава лична потврда за бугарско потекло во административната единица Острени во областа Голобардо, стои во соопштението на друштвото. Голема благодарност до новинарите на оваа позната емисија која досега има откриено низа коруптивни афери. Тоа е уште една потврда за она што ние редовно предупредуваме дека пописот во Република Албанија беше следен со многу проблеми и нерегуларности. Исто така ја поздравуваме и експресната акција на полицијата која ги приведе трите лица вмешани во овој скандал, се наведува потаму. Се подсетува дека пред и за време на пописот како друштво постојано предупредувале за притисокот од страна на поединци и бугарските институции за да не се добијат точни податоци за етничката припадност на населението во овие предели. Таквите напори јасно и недвосмислено беа поддржани од локални личности. Јавна тајна е дека не само во најсиромашните области во државата, областите Голобардо, Мала Преспа и Гора, има најголема концентрација на македонци, туку и по градовите како Тирана, Драч, Елбасан, Либрешт, Кукс, Корча и други. Се вршеше невиден притисок од поединци од Бугарија, но и од високи политички личности од Бугарија, преку уцени, подкупи слично. Се бараше македонците да се попишат како бугари, подсетува друштвото во соопштението. Во написот се додава дека македонците поради сиромаштијата и неможноста да обезбедат основна екзистенција во местото на живење, се принудени да аплицираат за бугарски пасоши за да може да заминат во некоја од западноевропските земји за да ја обезбедат основната екзистенција. Со оглед на последните случувања во врска со лажните потврди, јасно е дека бројот на така наречените бугари во Република Албанија ќе биде само лажна бројка потребна да се задоволат апетитите на Бугарија, која како членка на Европската Унија ја уценува Република Албанија со вето на нејзиниот пат кон европското семејство, се констатира на крајот на соопштението, подпишано од Никола Ѓурѓај, председател на друштвото, и Фатри Фетаху, председател на огранокот за Голобрдо. По објавата на скандалот, албанската полиција уапси 3 лица вмешани во истиот, а на вчерашната попладневна итна седница на Советот на општина Белчиза, каде територијално припаѓа административната единица Острени, разрешени се администраторот на единицата Љујан Мјештри и секретарот на Советот Фитим Бала. U
Нова најава од владините функционери дека ќе гради обиколница за Тетово на потегот Требош непроштено. Ова од Тетово го соопшти заменик министерот за транспорт и врски Беким Реджепи. Во септември директорот на јавното предпријатие за државни патишта уверуваше дека во октомври ќе се почне со градба. Министерството за транспорт и врски веќе даде одобрение за градба на обиколницата. Сите процедури од наша страна се завршени и сега зависи од јавното предпријатие кога ќе почнат со работите. Наша страна беше во процедурата да се даде одобрение за овој проект и тоа е добар почеток, бидејќи е дадено веќе одобрение за градба, истакна Беким Реджепи. Заменикот министер во Министерството за транспорт и врски Беким Реджепи со пратениците и советниците од Демократската унија за интеграција одржа пресконференција на улица Браќа Миладинови во Тетово, каде што се извршува реконструкција на истата. Реджепи рече дека Министерството финансира обнови на улици во сите градови без разлика на тоа од која партија доаѓа градоначалникот. Улицата се обновува со вкупна должина од 1 километар и тоа ќе чини 265.000 евра. Во зависност од временските прилики се очекува да заврши за 4 до 5 месеци. Правиме увид во работите на овој дел на локалниот пат, односно улицата Браќа Миладинови. После завршувањето на други проекти што биле финансирани од Министерството за транспорт и врски, како булеварот Благоја Тоска, улицата Ѓоце Стојчевски и улицата Гоце Делчев, денес сме сведоци дека ние како влада, без разлика на политичката провиниенција на градоначалниците во општините, сепак работиме и инвестираме за доброто на граѓаните. Се надевам дека според предвидениот рок, според договорот, овој пат ќе бидат работите завршени, изјави заменик министерот Беким Реджепи. Tebe
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборој
кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Советничката група на Демократската унија за интеграција одржа пресконференција на која ја обвини општинската власт дека 6 месеци откако булеварот Благоја Тоска е пуштен во употреба, нема согласност од секторот за внатрешни работи. Тие тврдат дека согласно сообраќајните прописи, секој пат на кој се менува режимот на сообраќај треба да добие дозвола од надлежните институции, а тоа во случајов е секторот за внатрешни работи Тетово. Општина Тетово не направила такво нешто бидејќи воопшто не се заинтересирани за безбедноста на граѓаните, а булеварот е пуштен во употреба без почитување на клучните процедури. Како последица на ова, постојано се зголемува бројот на сообраќајни незгоди на оваа крстосница од патот Благоја Тоска и 29 ноември. Граѓаните секојдневно се изложени на ризик, а општина Тетово не превзема ништо за регулирање на сообраќајот, поточно поставување на семафори или кружни текови, истакна Шпреса Ќазими, советничка од редовите на ДУИ. Советниците сметаат дека општината повеќе мисли на политика отколку на реалните потреби на граѓаните. Ова раководство на општината е подготвено да даде се од себе само за ситни политички поени, не штедејќи ја ни безбедноста на граѓаните. Уште колку несреќи треба да се случат да се направи нешто. Треба ли да умираат невини граѓани, за потоа општината да се разбуди. Апелираме до градоначалникот на општина Тетово и неговиот клан, кои се претворија во урбана мафија, да го свртат фокусот кон безбедноста на граѓаните и итно да превземат мерки за регулирање на сообраќајот, како што е предвидено со сообраќајните прописи. Животот на граѓаните е поважен од политиката и од куќите што ги градите, истакна Шпреса Ќазими, советничка од редовите на ДУИ.
Majke odmenica. Раководителот на Оделението за образование при секторот за јавни дејности на општина Тетово, Валидин Адеми, одржа пресконференција со барање до Министерството за образование да ги добие назад надлежностите за гимназијата Кирил Печиновиќ. Тој образложи дека тоа го бараат со оглед дека проблемите во ова училиште не се решени половина година откако општината остана без надлежности. Денес учениците се вратија дома поради исклучената струја како резултат на неподмирени сметки. Тоа е резултат на неспособноста на началниците на оваа институција и на Министерството за образование, кои неколку пати изјавија дека ќе ги платат сметките за нормално продолжување на наставата. Но всушност се случува спротивното. Општина Тетово нема надлежност ниту во Тетовската гимназија, ниту во процесот на назначување, ниту во управувањето, бидејќи Министерството за образование ги превзеде надлежностите од локалната самоуправа. Од друга страна, неспособноста на директорот на гимназијата се јавува во исплати на платите на наставниците, кои се уште не ја зеле платата за месец ноември, што не се случува во училиштата кои се во надлежност на општина Тетово. Адеми го критикуваше Министерството за образование дека попусто ги одзеде надлежностите на првиот човек на општината, а не го реши проблемот на гимназијата како што било ветено. Министерот за образование Јетон Шаќири одамна вети дека ќе ги исплати сите обврски кон Евана и дека нема да дозволи да се прекине наставата. Една недела пред крајот на првото полугодие се случува спротивното и дури се обидува да се дезинформира јавноста, обвинувајќи ја локалната власт, но на граѓаните, учениците и родителите им е јасно дека од месеца јули ова институција е целосно управувана од Министерството за образование и директорката Теута Лала, која не е способна да ја среди Тетовската гимназија и да ги врати учениците во училишните клупи. Бараме Министерството за образование да го реши проблемот или да ни ги врати ингеренциите и конечно да го решиме проблемот со долговите и со прекршоците на дотичниот директор, истакна Валидин Адеми.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Aj, kjurušice,
Општина Битола ја изготви документацијата потребна за добивање на одобрение за работа на прифатилиште за бездомни и нерегистрирани куќиња и истата испратена до Агенцијата за храна и ветеринарство, која треба да даде согласност за отпочнување со работа на прифатилиштето. Како дел од документацијата изготвен е техничко-технолошки елаборат, список за опрема, приказ и организација на работата и биланс на работната сила, како и останатата пропратна документација потребна за извршување на оваа дејност. Прифатилиштето кое го изгради општината располага со 33 бокса со максимален капацитет од 3 куќиња по бокс според законските барања, што представува оптимален капацитет за ставање под контрола на овој проблем. Во рамките на прифатилиштето изграден е долг парк кој е неопходен за хуман третман на животните и за спроведување на сите законски постапки при времениот престој на куќињата во прифатилиштето. Вредноста на реализацијата на оваа фаза на проектот, изградба на настрешница во функција на објект за ветеринарна заштита, изнесуваше 4.132.000 денари. Акцискиот план на општината за ставање под контрола на проблемот со уличната популација на хуман начин, според анализите изнесени во елаборатот, по прв пат предвидува масовна стерилизација на куќињата во рамките на 6 од 8 месеци на минимум 75% од уличната популација на куќиња, пошто ќе продолжи активноста за одржување на 75% стерилизирана популација со цел континуирано намалување на уличната популација по природен пат. Проблемот со уличните куќиња не е настанат во краток период и токму затоа локалната самоуправа Битола пристапи кон подготовка за отпочнување со работа на надворешниот дел од прифатилиштето кое целосно ќе одговори на констатираната состојба и моменталните проблеми, а ќе овозможи долгорочно решение. Прифатилиштето ќе може да започне со работа веднаш по добивање на одобрението од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Основното јавно обвинителство информира дека во обвинителството пристигнале обдукцијските наоди за Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски, кои беа пронајдени убиени на 3 декември во околината на Скопје и Велес. Станува збор за наводите што се дел од истрагата која основното јавно обвинителство Скопје ја води против Љупчо Палевски Палчо, првоосумничен за убиствата на Ѓорчевска и Панче, кој е во притвор во Турција и се чека негова екстрадиција и уште 5 други осумничени. Истрагата за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски започна на почетокот на овој месец и во неа покрај Палевски, кој е осумничен за кривичните дела грабнување и убиство на свиреп начин, за соизвршителство се товарат и Велибор Манев, Владко Кешиков и Борче Видоевски, кои се во притвор во Скопје. Во притвор се наоѓа и таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој се сомничи дека помагал во грабнувањето со тоа што, како што соопштија своевремено надлежните, споделувал информации со останатите осумничени за движењето на неговата ќерка, и Стефан Димковски, возачот кој го возел од Србија до Турција прво осумничениот Палевски. Малолетната Вања и велешанецот Панче, кои беа пријавени за исчезнати на 24 и 27 ноември, беа пронајдени убиени во близина на Велес и Скопје на 3 декември. Од обвинителството соопштија дека наодите нема да се објават јавно. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат.
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Женати се, домакине породила. Женати се, домакине породила. Породила машко дете. Породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие. Домакине, дене се јаде и пие. Дене се свадба прави. Дене се свадба прави. Ако спиеш, домакине, разбуди се. Ако пиеш, домакине, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се.
Наставничката Сонја Трифуновска од Тетово одржа промоција на книгата наменета за децата од рана училишна возраст «Наде и Нено учат за животните». Книгата е едукативна сликовница со дигитални задачи. Сликовницата е на 40 страници, има многу дигитален материјал и со тоа се понудени повеќе од тие 40 страници, затоа што има и електронски книги и видеоматеријали кои се снимени за креативни изработки. Материјалот е снимен со моите ученици. До дигиталните задачи се пристапува со скенирање на QR кодовите со мобилен телефон и тие ги водат дечињата до линковите каде можат да играат образовни игри, изјави Сонја Трифуновска. Инспирација за главните ликови се незините ученици близнаците Наде и Нено. Приказните со голем број дигитални задачи се обид читањето и учењето да биде многу позабавно. Тие ме поттикнаа да ја напишам оваа приказна во која ќе научат децата повеќе за животните. Мотивот беше да ги поттикнам децата да учат на нов иновативен начин во кој ќе биде вклучена и технологијата во процесот на учење. Децата ги воведувам низ лабиринти, не само основната приказна. Тие пристапуваат до различни сложувалки, поврзувалки, квизови на знаење, каде што проверуваат она што го научиле од приказните и на тој начин се учи ненаметливо и она што ќе го научат можат да го применат во секојдневниот живот, истакна авторката Трифуновска. На промоцијата актуелни ученици на наставничката Сонја од прво оделение настапија со музички точки за животните. Сонја Трифуновска е наставник-ментор во основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Има 15 години работно искуство како учителка и постојано создава образовни материјали. Авторка е на прирачникот со практикум за примена на наставни техники во наставата по македонски јазик и Петар учи за здрава храна. Воедно таа е Едуино амбасадор со снимени 25 лекции за колективниот портал Едуино и креирано 20 игровни активности за Едуино ран детски развој. Нема ден јас да не помислам кај сум што сунцо што јасна пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не опсујам судба клета зошто окупат јас прелетав. Очи има фама не гледа. Земјава ни еден пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Овде на душа, што ми лежи сега, знам јас со ти каменот. Дома тежи торкалет со сол на солете. Знајте сите кај да ојте да се вратите. И за дома да не патите. Нема на земјава ни еден пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија.
Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за волкот и еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мрднал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш еленот предложил. Ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил. Па можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол. Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели. Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол. Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.